se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Se odkažav od grehov smrten, tatko moj nebesen, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam, Oče naš, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, ime to njegovo, ne moje, da dojde carstvo to tvoje, ne moje, da bide voljata tvoja, voljata njegova. Kako na neboto, така и на земјата, така и во моето срце, така и во твоето срце, брате и пријателе. Мир вам, дела 16, односно 17 глава, не волите во Солун, тој Солун, Тесалоника, Кирка, Рахмасам на Александар Македонецот, минувајќи преку Амфипол и Аполонија, дојдоа во Солун. Кој? Апостол Павле и Сила. Каде што имаше јудејска синагога. И тие во синагогата прво на евреите, нели, им зборуваа за Месијата. Павле по својот обичај влезе кај јудејците и 3 саботи поред им зборуваше од писмото. Тој им објаснуваше и докажуваше дека Христос, Месијата, требаше да пострада и да воскресне од мртвите и дека овој Исус, кого тој им го проповеда, е Христос Месијата. Поти во нивните писма го пишува тоа. Ке дојде Месијата и некој од нив поверуваа и се присоединија во телото Исусово, кон Павле и Сила. Големо мнозинство богобојазливи елини, а исто така и немалку угледни жени. Но некои од јудејците што не поверуваа, поттикнати од завист, љубомора, лицемерие, омраза, грабеж, крадење, лажење, сребролюбие,
неговите домашни кои се непријатели на човекот, што живеат во тебе, исто така и роднините, на телесно и на душевно и на духовно ниво. Потикнати од завист, зедоа некои лоши луѓе од пазарите. Мојот дом го направивте разбойничка пештера, пазар, собранието станува пазар, де продаваат. Ке му понудат пари, преминува од една партија во друга, може да продаде се за парите. Се насобра по групи и го разбунтуваа градот. Тоа денеска го прави истото. Сатанската збирштина поставува марионетски влади, полтрони на сатаната и неговите поднебесни сили на злото. Го разбунтуваа градот. Потоа ја нападнаа Јасоновата куќа и почнаа да ги бараат за да ги изведат пред народот Павле и Сила. А бидејќи не ги најдоа, го изведоа Јасон и некои браќа пред градските началници и викаа дека оние што го побуниле целиот свет. Светот е даден на владење на сатаната. Доаѓа Исус, целиот свет го побуни. Бунт. Исус е жив, победа над смртта, не за сатаната, да за Исус. Го побуниле целиот свет, сега дошле и тука, дека нив ги прибрал Јасон и сите тие постапуваат против заповедите на царот. Се сеќавате кога им велат на евреите, ние немаме друг цар, велат евреите, освен Цезарот. Зошто си напишал цар јудејски на Исус? Што напишав, напишав. Пазите римјанинот што му вели, што напишав, напишав. Ирод. Тие велат, ние немаме друг цар, освен Цезарот. Пазете, пазете. Ги прибрал Јасон и тие постапуваат против заповедите на царот. И јас немам друг цар, освен Исус. Освен Исус немам друг цар. Изјавувајќи дека има друг цар, Исус, Исус Христос, живиот Бог, те сакаме, Господе Исусе Христе. Така го вознемирија народот и градските началници кои го слушаа тоа. Но од тие, откако добија залог од Јасон, и другите ги пуштија. А браќата веднаш преку ноќта ги упатија Павле и Сила кон Верија. Тие кога пристигнаа, отидоа во јудејската синагога. Овие беа поблагородни од солуњаните, значи евреите ги предаваат евреите. Го предаваат Месијата во континуитет. Со голема усрдност, овие беа поблагородни од солуњаните, тие го примија словото. Го примија словото со голема усрдност. Со голема усрдност го примаш словото. Го примаш во твоето срце. И секој ден го проверуваа писмото за да се уверат дали е тоа така. Дали е тоа така. Да го смениме аголот од има сонце. Дали е тоа така. И мнозина од нив поверуваа, од делините немал број угледни мажи и жени, но солунските јудејци, тој Солун е наш, Солун е ваш, Солун е на Исус. Дознаа дека Павле и таму го проповеда Словото Божјо, дојдоа и таму за да го потресат и вознемират народот. Тогаш браќата ги испратија Павле да оди кон морето, а Сила и Тимотеј останаа таму. Оние што го придружуваа Павле го доведоа до Атина, ете го Павле во Атина. О, неразбрани атинци што тврдите дека нема македонци. Го доведоа до Атина и се вратија со заповед од него до Сила и Тимотеј да дојдат и тие поскоро кај него. Менуваме агол. Од има сонце. Слава ти, Господи Исусе Христе. И додека ги чекаше ни во Атина, духот на Павле се вознемируваше. Гледајќи го градот полн со идоли. Денеска Скопје 2014 има многу идоли, но нема едно, го нема апостол Павле, неговата биста. И го нема Исус Христос. Тој што треба, тие што треба да ги има. И тој се расправаше во синагогата со јудејците и побожните и секој ден на плоштадот со оние што ќе ги сретнеше. А некои епикурејски и стоички филозофи почнаа да се препираат со него. Едни велеа
Што сака да каже овој празнословец? Празнословец, добар збор. Кој е празнословец? Тоа е добро прашање. Што сака да каже овој празнословец? А што прави Павле? Празнословец е оној што празни, верата ваша не остана празна. Благовестието, благодатта не остана празна. Празнословец. Оној што не разбира ништо. Оној што не разбира ништо. Слава ти Господ Исусе Христе. Слава ти Христосе. Те сакам Исусе. 501. А други се чини дека тој проповеда туги божества. Зашто им благовестеше за Исус и за воскресението. И зедоа та го одведоа на Аеропагот, велејќи ќе можем ли да знаеме какво е тоа учење што го проповедаш. Бидејќи нешто непознато внесуваш во ушите наши. Затоа сакаме да знаеме што е тоа. Видете што му велат. А пак сите атињани, како и тугинците, кои живееја кај ни, во ништо друго не сака да го поминуваат времето, освен во тоа да зборуваат или да слушаат за нешто ново. Нешто ново. Човекот постојано бара. И на крајот ќе остаре, ќе свати. Ќе рече нема ништо. Не вреди ништо. Вреди, ако го избереш Исус. Тогаш Павле застана пред Аеропагот и рече: луѓе атињани, по се гледам дека сте побожни. Што прави Павле? Еве го Филипјаните 1. И право е да мислам тоа, зашто секогаш ве носам во срце, и кога сум во окови, и кога го бранам и утврдувам Евангелието. Павле го брани и утврдува Евангелието, Филипјаните 1.7 и 1.17. А другите пак проповедаат од љубов. Павле проповеда од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам Евангелието. Да го брани Евангелието. Луѓе атињани, Павле, во Атина, по се гледам дека сте побожни. Гледате каков пристап. Зашто кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, најдов и жртвеник на кој беше напишано на непознатиот Бог. На непознатиот Бог. За него, пак кого вие не го знаете и кого го почитувате, за него јас ви проповедам. Бог кој го создаде светот и се што е во него. Бог Отец, тој кој е Господ на небото и на земјата и не живее во ракотворни храмови, ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто. Сам на сите им дава живот, здив и се. Сам на сите им дава живот, здив и се, брате и пријателе, нашиот Татко Небесен, од една крв го создаде сиот род. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата. Истата таа крв ја пролеа за секого од нас. Ја направи жртвата да го откупи нашата нељубов, да ни даде љубов, да ни го даде Исус, да постапуваме во љубов. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времиња и граници на нивните живеалишта. Што се случува со Израел, кога му ја одземаат територијата и тега тој се бори за неја, и со Македонија, на која постепено ја одземаат територијата, Македонскиот полуостров, Константинопол, Македонскиот фронт, споменик во Лондон. По целото лице на земјата, откога утврди предопределени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Господа, та да би можеле да го бараат. Дали го бараат? Да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако да го насетат, да го најдат каде е тој Татко наш, што создал се како на небото, така и на земјата, така и во твоето срце, иако тој не е далеку од секого меѓу нас, дека Исус живее во нас, дел од него, самиот живот,
Самиот дух животен кој е пламенче, кој гори, треба да се разгори. Во твојот оган на љубовта да ги изгориш непријателите, завис, прелюба, нељубов, омраза, крадење, лажење, похота на телото, гордоста на животот. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто ние преку Него, Тој не е далеко од секого од нас, нашиот татко. Отче, погрешив пред Тебе и пред небото. Татко мој, зашто ние преку Него живееме. Сите се движиме и постоиме. Сите ние, и синовите човечки, и синовите Божји. Преку Него живееме, се движиме и постоиме. Он дава живот, дух и се, здив и се. Како што рекле и некои од нашите стихотворци, Негов род сме, вториот псалм. Ти си син мој, јас денес те родив, те сакам, Господе Исусе Христе. Татко мој, знам дека имам татко на небесата, кој нема да ме остави. Носам дрва во Мавро, кој сменивме начинот на грејење во куќата и со елки се запуши оджакот. Носам дрва, 4 вреки носам од бензинска пумпа до тука, тоа е доста, не можам колку да речам, по снег влажен кој пропаѓаш. Вчера носев и застанав еден момент вреќа на грба, немам веќе сили. Со свој реков, Исусе напомош, Исусе напомош. Испрати ангел и ангел го зема товарот. Не памтам како дојдов од долу до горе, значи може би има 500, 800 и 1 километар. Може би помалку, може би повеќе. По снегов. Одеднаш се најдов пред куќата, товарот ми беше лесен. Зошто јас да го носам товарот? Исусе, дојди, помогни ми. Можеш и ти така, брати и пријателе. Ангел испрати и го зема вреќата. И јас летав тап, не памтам како дојдов до викендицата. И денеска ќе одам пак со ангелот да ги носам дрвата од колата до викендицата. Ништо не правам без Исуса Христа. Тој живее во мене. Не јас што сакам, тој што сака. И го бранам Евангелието. Некогаш луѓето мислат дека се лутам. Се расправаме дали треба да се пости или дали треба да се тажи за умрени. Јас им забранувам да тажат. Прости ми, татко мој, те сакам, Исусе Христе. Радувајте се и пак радувајте се. Сакам да умрам, апостол Павле, и да заминам кај Исуса. Кој сака денес да умре и да замине кај Исуса? Дали познавате некој таков? Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто ние преку Него живееме, се движиме и постоиме. Како што рекле и некои од нашите стихотворци, Негов род сме. И тајка, бидејќи род Божји сме, не треба да мислиме дека божеството прилега на злато, сребро, камена творба што издегла од човечкиот ум и измислица, храмови, цркви, џамии, синагоги и така натаму, и така натаму. Те сакаме, Господе Исусе Христе, значи божеството не прилега на злато, сребро, камена творба што издегла од човечки ум и измислица. Затоа тој вели, кога ќе земеш камен да му правиш олтар, да не го клесаш ти каменот, да го оставиш таков како што е, тој да го направи. Местото, секаде, каде што одиш, освојуваш простор, собран си во Негово име, е слободна Исусова територија и тука треба да се брани Евангелието. Расправиите меѓу вас да се види кои се подостојни. Бог пак не осврнувајќи се на времињата на незнаење. Времиња на незнаење, кои за некои луѓе остануваат до крај, од почетокот до крајот на животот. Времиња на незнаење. Незнаење што е Исус, каде е Исус, каде е Таткото Небесен, зошто сме овде, што правиме, како правиме. Времиња на незнаење. Сега редом им заповеда на сите луѓе, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Прости ми, татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Те сакам, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце, зашто определи ден кога праведно ќе му се суди на светот. Преку одредениот од Него човек, Син Божи, Исус Христос, откако ги увери сите со Неговото воскресение од мртвите, бидејќи Исус кога го распна, сите се разбегаа, тој им се појави на 400 луѓе, на 500 луѓе. Тие затоа поверуваа, тие видоа и поверуваа. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа, што видоа во своето срце. Кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмееа, а тинците. Затоа тие можеби денес негираат дека постојат македонци. Едни се насмееа, а други рекоа друг пат сакаме да послушаме за тоа.
Сатаната има малку време. И ти имаш малку време, човеку. Може би утре ќе нема време. Ќе ти испрати Господ 1, 2, 3. Тој знае. Бог знае колку пати да сведочиш. Ќе заминат, луѓето умираат. Кога ќе замине некој близок околу мене, само размислувам дали му сведочев за Исус, дали му понудив да го избере Исус, дали го бранев Евангелието, дали го утврдував Евангелието. Друг пак сакаме да послушаме за тоа. Може би ќе нема друг пат, татинци, сега што правите, што негирате дека постојат Македонија и македонци, вместо да се покајате што се ги убивале македонците и што се правеле етничко чистење, тоа важи за албанците, бугарите, србите, НАТО европејците и сите други. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти, Исусе. Кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмеја, плач и крцкање со заби ќе биде, а други рекоа друг пат сакаме да послушаме за тоа. И тогаш Павле си отиде од нив. Може би денеска ви зборува некој Павле, а вие не ги разбирате овие зборови, зашто имате тесно срце, тесно вие во срцата ваши, ви ќе треба да го примите словото во срцето ваше. И тогаш Павле си отиде, а некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа. Присоединување кон телото Исусово. Не кон земна црква, кон Исус. Не кон земен храм, доктрина, деноминација, кон Исус. Исусе, помогни ми, не можам да ја носам вреќата и дојде ангел и ја качи вреќата. Не сетив никаков замор. 2 вреќи носев сам на грбот. Знаете што? Не работам физички. Можете по снег да кажувате на огорнина вреќа од 40, 30, 20 кило. Полна со дрва. А некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа. Меѓу нив беше Дионисија Аеропагит и една жена по име Дамара и други со нив, а може би и ти, брате и пријателе, ако го избереш Исуса Христа за твој Господ и Спасител. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на мојот народ, на македонците, за исцелување на бугарите, србите, грците, албанците, НАТО европејците, сите што прават соблазна, што сакаат да го сменат она што си го запишал ти македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. И денеска велам, дојди, Исусе, дојди во Македонија и помогни ми и помогни им на сите да останеме во Твојата љубов, да го утврдуваме Евангелието, да сведочам за Твоето Евангелие, да го бранам Евангелието, зашто Ти ни даваш здив живот, здив и се. Значи, без Тебе не можеме да направиме ништо. Значи, Ти не примаш служба од човечки раце, но сам на сите им даваш живот. Ни даваш живот, здив и се. Тоа ви го дал Таткото Небесен. И преку него од еден род сме создадени, си од род човечки, од една крв. И пазете, зашто преку него живееме, се движиме и постоиме. И победуваме, и остануваме во живот вечен, и се враќаме во Божјото царство на небесата. Мир вам до Божјо царство небесно. Те сакам, Господе Исусе Христе. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, Ти ме создаде од прав земна, животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое.
srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, sem moj.